Почитувани, добар ден. Време е да започнеме црвена линија. Денеска е светски ден на бубрегот. Совршен момент да се подсетиме дека во Македонија трансплантациите се стопирани, а пациентите на диализа си ја продолжуваат борбата. Над 1650 луѓе зависат од машини за да преживеат. 160 чекаат трансплантација, но годинава ниту една пресадена надеж. Причина? Урологија се реновира. За одржување на системот нема средства, но за реновирање секогаш се наоѓаат. Трпение е спасение. Со години зборуваме за подобар трансплантацијски систем. Зошто сме на европското дно по донации на органи? И дали пациентите се жртви на нефункционалноста на здравството? Пациентите чекаат нов бубрег, системот нов малтер. Операциите ќе продолжат кога ќе заврши реновирањето. Денеска на светскиот ден на бубрегот експертите предупредуваат дека е неопходно да се креира одржлив систем за трансплантација и да се зголеми свеста за донирањето органи, бидејќи за многумина тоа е единствената можност за нов живот. Во црвена линија едно од прашањата е исто како и овогодинешната кампања. Дали вашите бубрези се здрави? Откри навремено и заштити го здравието на бубрезите. Трансплантацијата на органи не е само медицински предизвик, туку и етичко и законско прашање. Без доволно донатори, многу животи остануваат во неизвестност. Денеска централно прашање во црвена линија е: дали здравството доволно се грижи за бубрежното здравје? Неминовно е да ве подсетам да не заследите веднаш на Инстаграм, ако не следите, и да кликнете на Инстаграм стори на профилот на црвена линија. Веднаш ќе ве пречака денешното анкетно прашање на црвена линија, а прашањето е: дали би донирале бубрези? Верувам дека ќе можете да го видите на екраните. Тоа изгледа така, значи заследете на Инстаграм, но и подсетувам истото прашање можете да го одговорите и на Инстаграм стори на профилот на Телма телевизија на Инстаграм. Ве подсетувам на почетокот, не заборавајте секако активно учество во црвена линија, да земете и преку коментари и споделување на социјалните медиуми, поточно мислиме на Facebook црвена линија профилот, кој што ако не го следите, заследите го, и секако и профилот на Телма телевизија, каде што црвена линија редовно секојдневно ги објавува темите за кои што дискутира со вас. Денес верувам дека ќе се вклучат во оваа дискусија и граѓаните кои што се дел од оние пациенти кои што неминовно се ставени пред предизвик, односно редовна диализа, и секако страдаат од бубрежни болести. Да не заборавиме, централното прашање во црвена линија, меѓу другото, е дали здравството доволно се грижи за бубрежното здравје. На 02-307-005 црвена линија ве поканува сите вас, особено оние кои што директно се засегнати од темата за која што денес зборуваме. Ке подсетиме дека денес е воедно и светскиот ден на бубрегот, а црвена линија смета дека е совршен момент да се подсетиме дека во Македонија трансплантациите се стопирани на урологија и пациентите на диализа си ја продолжуваат борбата. Така да очекуваме од вас секако да ги слушнеме одговорите на прашањето дали здравството доволно се грижи за бубрежното здравје. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во црвена линија сте. Игор од Битола. Голем поздрав до вас, Игор. Поздрав до вас и до Телма телевизија. Големо и благодарам. Па дали според вас еве здравството доволно се грижи за бубрежното здравје? Здравството во Македонија се грижи за бубрежното здравје. Јас дали би дал бубрег, јас не можам, пошто имам болест, други ретки болести, како леукемија, како неврологија, имам и сечен папук, имам и сечени папуко, сум од папуко стомаком поболен, а има и други болести, има и парализа, леукемија, туберкулоза, сипањца. Има. Јас имам завршено сточарски техничар во Битола, Словенска школија, Борис Киви за здравството, за кучиња, за животни.
Знам за морфиум. Морфиум, например, се клава во операцијата, во сите операции на бубрегот, се клава морфиум. Учев и морфиум се клава. И мислам оти... Според вас, значи, здравството доволно се грижи за бубрежното здравје? Се грижи доволно, се грижи. Има во аптеките многу има лекарства. Лекарства има во аптеките, многу... Така, добро, благодарам многу, господине Игор, за вашето јавување. Продолжуваме секако со вас, драги мои. Секако ги поканувам оние кои што директно се засегнати. Верувам дека граѓаните кои што се пред предизвик, односно постојана потреба од диализа и на кое што постојано им е неопходен и надзор и грижа, се пред голем предизвик. Па еве, верувам дека од ваше лично искуство, се разбира од ваш агол, ќе ги споделите нештата со кои што се соочувате со останатите гледачи во Црвена линија. Прашањето ќе повторам денес на Црвена линија е дали сметате дека здравството доволно се грижи за бубрежното здравје на граѓаните. Добар ден. Добар ден, се слушаме, Тина? Да, се слушаме, повелете. Видите, здравството, да ви кажам право, доволно се грижи, дури и превише за нашите болни лица, македонски граѓани. Едно прашање би сакал да поставам. Донатор, која при крајот од животот више се знае, више не може да помине постоа, сака да донира бубрек или ред други работи, зашто здравството таа фамилија да ја заштити на еден начин за доживотно да може да се лекува во приватните и во државните институции. Поставете го тоа прашање. Тоа ќе биде еден голем предизвик за сите. Така, дали вие лично би донирале бубрек доколку е тоа неопходно да спаси нечiji живот? Тоа при крајот на мојот живот. Така. Дали имате уште нешто да додадете? Сега ќе ја прашам на лично прашање до вас. Неколку пати се јавувам ке... Ало? Не слушаме. Неколку пати се јавувам ке вас во ова. Дали вие може да поставите една тема за водоснабдување во руралните средини во Скопје? Ве молам, 8 месеци се јавувам кај вас, се работи за село Кучково, каде што 67-8 викиници немаме вода за пиење. Само толку од вас. Ке ве замолам да го ставите на сајтот, да видиме што и како ќе се појават. Така, ви благодарам многу. Така, благодарам еве и за насоките и секако и за одговорите кои што ги дадовте во денешно издание на Црвена линија. Ве подсетуваме, денеска е и светски ден на бубрегот и соодветно на денот. Црвена линија денес ве прашува дали сметате дека здравството доволно се грижи за бубрежното здравје, за бубрежно болните пациенти и така натаму. Секако Црвена линија особено е отворена за оние гледачи кои што и директно, ќе повторам, се засегнати од темава за која што говориме со вас. Пишувајте и коментари, ќе ги читаме меѓу вклучување на гледачите во живот. Сето тоа може да го сторите, се разбира, ако не заследите на Facebook, профилот е Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија. Продолжуваме со вас на 02-307-005. Добар ден. Добар ден, Тина. Убав ден. Па еве, дали здравството доволно се грижи за бубрежно болните пациенти, бубрежното здравје? Дали се слушаме? Ало, да. Во Црвена линија сте, повелете. Мислам оти доволно се здравството грижи за бубрезите. Бубрежно болните. Јас сам исто со еден бубрек, имам го извадено бубрего 2009 година, а 1984 каменот бубрего ми вадеа во Скопје. Доктор Иван Влашки, покојни, што го носи името урологија. Многу убаво се сеќавам на таа генерација, Мишо Пенов, Живко Попов, Ставридис, што беа еден добар тим. А 2009 година во Штип ми го извадија Левјо бубрек и сега фала му на Господ, сеќам се добар.
па и на сите бубрежно болни и пожелувам да бидат исто добри. Ако има век, ќе има и лек. Ако не, тоа е. Поздрав Тина, благодарам што ме уклучите. Големо благодарам вам што се вклучивте во денешната дискусија на Црвена линија и што ја споделивте вашата приказна со останатите гледачи. Секако нема да изоставам да ви посакам во име на редакцијата и долго и убаво здравје. Продолжуваме со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Ја ќе потсетам дека законот вели дека од починат може да се земе орган и само доколку назначи дека не сака да донира починатиот, нели, ќе се исполни желбата, но сепак лекарите бараат согласност од семејството. Сега кои со години зборуваме за подобар трансплантацијски систем, она што е факт е дека сме на европското дно по донации на органи. И дали според вас еве пациентите воедно се и жртви на нефункционалноста на здравството? Дали сметате дека здравството доволно се грижи за бубрежно болните пациенти? Еве и прашањето кое што е анкетно, а можете да го одговорите на Instagram Story, да не заследите и таму. Ќе го поставиме секако и до гледачите кои што се вклучуваат во живо, дали ве би донирале бубрек. Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Тука сум, знам. Сега, Тина. Ве слушаме. Дали за здравството се грижи за бубрежното здравје? Да, здравството се грижи, ама се грижат и луѓето. Зашто донатори се луѓето на бубрек. Има доста донатори во нашава држава. И од донаторите има живот тие. И денеска, пошто било светски ден на бубрегот, им пожелувам бубрежно здравје да имат сите. И донации да даваат народот за да оздравят луѓето. И поздрав Тина од Роме. Поздрав и до вас, господине Роме. Благодарам и за желбите. Секако здравјето е најголемото богатство што може да го има еден човек. А денес ве прашуваме дали сметате дека нашето здравство доволно се грижи за бубрежното здравје. Добар ден. Ке ве посетам секако оние кои што може би а верувам ке има такви за прв пат да се вклучат во контактната емисија Црвена линија. Запазувајте го и правилото веднаш по вртењето на 02307-005 да го намалите и целосно тонот на ТВ приемникот. Јас и вие да зборуваме исклучиво преку телефонската слушалка. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добро, во меѓувреме, за да не ме слушате само мене како повторувам добар ден, еве ќе потсетам ги покануваме сите оние гледачи, граѓани кои што секако се директно ќе потсетам засегнати од проблематиката и темата за која што денес дискутира Црвена линија, односно бубрежно болни пациенти, еве и како е вашето искуство како такви, дали сметате дека здравството доволно се грижи за бубрежното здравје. Меѓу другото ќе го поставиме и прашањето дали еве вие би донирале бубрек. Со оглед на тоа што еве според податоците ние сме како земја на европското дно во однос на донации на органи. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добро, еве јас ќе ве пренесам онаму каде што секако ве подсетувам дека и тоа е активно учество во секоја една дискусија на Црвена линија. Не заборавајте, денеска е светски ден на бубрегот. 160 пациенти чекаат трансплантација, а државата реновира. Црвена линија прашува до кога, а еве го имаме и првиот коментар од Винг Чун, напишал до тогаш кој ќе преживее, ќе раскажува. Пишувајте коментари, давајте одговори на денешните прашања, секако ќе ги споделуваме со јавноста. Добар ден. Добар ден.
Повелете, ве слушаме во црвена линија сте. Јас многу се израдував на оваа тема, бидејќи кај нас јас ништо не ве слушам. Ве слушаме, продолжете. Така. Се израдував на темата затоа што кај нас се уште е табу тема ова донацијата на органи. Дали ме слушате? Да, продолжете, си ве слушаме внимателно. Така. И јас сум за тоа. Додуша сега сум стара за да можам, а можда и може да се искористат некои мои органи, не знам. И знам дека пред 50 години бев болна од бубрек, имав камен на бубрек и тука стварно се грижеа, уште тогаш се грижеа за нас многу. Здравството мене многу ми се допаѓа какво е. И стварно се грижеа и за нас постарите. И сега јас морав операцијата да ја направам во Холандија, бидејќи кај нас тогаш пред 50 години зборувам. И со таков бубрек како што остана, половина ми извадија, јас родив после тоа уште 2 деца. Значи, ако навреме се пристапи, ако навреме се направи операцијата, ќе биде одлично. Сакав да кажам дека таму, на запад, јас таму бев на 21 година, кога ме оперира, доаѓа и прашува дали ќе донираме органи. А ние бевме деца, неупатени. Воопшто не знаевме дека тоа може да постои. Бевме морбидно изненадени. Ама после тоа ги сватихме работите дека така треба да се работи, на едуцирање. И на народот. Ке потсетам правилото во црвена линија 90 секунди за едно јавување. Но нема да изоставам секако да ви кажам и големо благодарам, да ви посакам добро здравје, особено благодарам за тоа што и ве согледачите ја споделивте вашата приказна, односно вашето искуство. Останете со нас. Добар ден, дали се слушаме? Верувам дека секој оној кој што еве за прв пат ќе се вклучи во црвена линија, а верувам ќе имаме такви, особено на денешната дискусија, особено ќе ни биде драго да имаме и гледачи кои што директно нели се соочени со проблематиката како бубрежно болни пациенти или кои што еве како гледачите и гледачката предмалку ќе го споделат своето искуство. А најмногу од се, секако од вас сакаме да слушнеме дали здравството според вас доволно се грижи за бубрежното здравје на граѓаните. Добар ден! Добро, во меѓувреме ќе потсетиме, значи 02307-005, јас ве замолувам да бидете и трпеливи, од режија секако повртењето на бројот ќе ве превземат, но задолжително и целосно намалете го тонот на ТВ приемникот. Дури и да се случи да ви доцне сигналот, кое што и не е реткост, држете се до телефонската слушалка, сепак вклучувањето е телефонско во црвена линија, така да нема да има проблем секако да ве слушнеме, а ќе ни биде исклучително драго. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете, ве слушаме. Видите, имам едно прашање. Јас ве гледам редовно, ама денеска може се закасни. Сакам да прашам, дали како човек од 70 години можам да донирам по мојата смрт органи? Вака, сега законот вели дека од починат може да се земе орган и само доколку назначи дека не сака да донира, тогаш нели нема да се донира. Секако и лекарите, доколку не постои желба од страна на лицето, тогаш лекарите повторно барат согласно со семејството. Но верувам, доколку сакате тоа да го сторите, ќе постојат и голем број испитувања, нели, со цел да се види дали сте соодветен донор. А еве, според вас, дали сметате дека доволно државата се грижи за здравјето на бубрежно болните пациенти? Како да ви кажам, државата се грижи доволно, али не би било уште подобро да се грижи на одмет. Така ви се чини ли, еве, како што рече гледачката пред вас, дека да се донира бубрек се уште е табу тема во нашата земја? А не треба да биде табу тема, зашто да биде тоа? Така. Да биде така, ако човек, не дај Боже, млад, стар, погине во некоја
Така, благодарам многу. Иако ќе подсетам, драги мои, значи 90 секунди е предвидено за едно вклучување, едно јавување, но секако не ве лимитираме. Секогаш сте добро дојдени и повторно да го завртите нашиот број, доколку сакате нови 90 секунди. Пишувајте и коментари, секако Црвена линија ги чита сите тие одговори, доколку и така ви е и полесно се разбира на Facebook. А прашањето денес е дали сметате дека здравството доволно се грижи за бубрежно болните пациенти или подобро да речеме бубрежното здравје на граѓаните. Добар ден. Дали се слушаме? Црвена линија, добар ден. Дали ме слуша гледачот или гледачката? Добар ден. Вие сте во програма, најверојатно не е намален тонот на ТВ приемникот. Денес најверојатно ќе имаме малку мака и со тоа. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Дали ме слуша гледачот, од режија дали можете еве да му дадете насоки да го намали тонот на ТВ приемникот, бидејќи е веќе на линија. Ете, можевме. Многу ми е жал, верувам дека гледачот сега подобро ќе не слушне. Добар ден. Добар ден. Повелете во Црвена линија. Вака сега. Јас се сеам, јас сум пациент на дијализа, што е? Пошто гледам барата, никој не се јавува се луѓе постари така. Јас лично не се го верувам во случај, да речем. Јас одам во Избегово, во Диаберо. Тоа е веќе 13 година. До пред 2 години беше убаво све. Зборам за нефрологија сега. Не плаќавме катетери, не плаќавме операции, не плаќавме кистори кои не ставаа нови. Сега се плаќаме. Сите плаќат. Дали си способен за работа, дали не си способен за работа, плаќаш се. А заради трансплантацијата, тоа што се отнесува, многу тешко оди. Значи, преку 10 години јас сум на листата, никако не мрднало. Ништо. Тоа сакам да ви кажам. Ајве, од гледачите нагласија дека се уште во нашата земја може би и табу тема да се донира бубрек. Како гледате на тоа? Ние подпишавме, значи од мртов зонор. Ги имаме ние тие. Се знаеме, ама некако не иде баш. Не иде. Тешко, многу тешко. Според вас, еве, што треба да биде приоритет за да има напредок во однос на грижата и нели достапноста до се она што е потребно за бубрежно болните пациенти? Треба да се сватат посериозно луѓето што се болни. Ја мислам дека Така, благодарам за вашите одговори, драго ни е што ве имавме во Црвена линија. И секако ќе ви посакаме добро здравје. И секако и подобри денови кои што и те како ќе ја олеснат таа голгота со која што се соочуваат секојдневно, особено граѓаните, бубрежно болните пациенти на кои што им е неопходна дијализа. А денес се подсетуваме Светски ден на бубрегот. Совршен момент да се подсетиме дека во Македонија трансплантациите се стопирани, а пациентите на дијализа се продолжуваат борбата. Па еве, дали сметате дека здравството доволно се грижи за бубрежното здравје, односно за бубрежно болните пациенти во земјава? Добар ден. Здраво. Здраво. Повелете. Кога ќе биде, да речеме, Светски ден на дебело црево или на црниот джигер или... Дали може да не бидеме иронични, особено некој оние кои што навистина... Види се, малку ме чудат мене овие светски денови. Не знам кој ги крсти, кој ги кажува. Светски ден на ова, светски ден на ова. Се слушаме? Да. Добре, рекав да не ми исклучите... Не ве слушаме. Па еве, сметате ли дека здравството доволно се грижи за... Не најмалку. Не најмалку. Се ова привилегии, претежно привилегии. Претежно луѓе што ги знам, што имаат проблеми, со бубрези ден денешен идат на дијализа, немаат изгледа кого да уловат за да им заврши работа. И си иде секој 3 дена на дијализа и на крај нека му е лесна земја. Мислам, еве, доскоро познав една особа, не е битно, што добро ја познав. Си идеше на дијализи така и си чекаше и дочека на крај.
Дали еве вие лично би донирале бубрек? Ја лично не, ништо не донирам ја. Не сакам да ми се сквернави моето тело. Не моку. Апсолутно не сакам, ништо. Не сакам да ми дадат, не сакам да дадам. Егоист до даска. Ова што се прават бизниси со овие работи, тоа е друга работа. Еве Артан Груби најубаво знае таа работа, тој што избега бегалката, во наводници бегалка ќе го кажам. Не верувам дека е тој бегалка. Али еве може сега да посредува, еве во Украина имате бизнис расширен до нема каде со органи. Може да среди таа работа без гајле. Поздрав, пријатно. Поздрав и големо благодарам за учеството во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме во Црвена линија. Супер, добро, ти ви слушаго овој претходниот пред мене. Па види Тина, јас вака што се одличува до медицинарите колку се грижиме за безбедност, што се однесува за урологија, за бубрезите. Ја ќе дадам претходно едно друго мислење мое. Треба да постои општеството као општество една превенција за квалитетот на водата. Каква вода, какви води ние пиеме и од кај ни доаѓаат овие, да не кажам, проблеми кои што ги имаме и со бубрези, и со плути, и ред други работи. Пошто се јавувам од источниот дел на Македонија, од општина Пробишти, едно време кога имав јас такви едни проблеми, во уролошка клиника мене ме праша од која општина, од кај си вика, од Пробишти вика или од Свети Николе. Ради тоа што пиевме една многу неквалитетна вода. Имав тука една прејада, да не кажам, тоа треба медицинарите да направат една статистика, колку луѓе има заболено по одредени места во области во нас, кај нас во Македонија. Тука треба да се отпочне. Тоа е една малку поголема и подлабока анализа, за да се знаеме ние што дишеме, што пиеме и каква вода пиеме. Да си кажем отворено. Фала му на Господа што ни даде претходната власт, да ви кажам ВМРО, ни направи една филтер станица овдека во Пробишти, за да можеме да пиеме квалитета. Иначе едно време ни течеше, кални течеше од чешмите, да си кажем отворено. Јас имав двајца комшии кои што беа двајцата исто на трансфузија, мислам и двајцата беа на ова како се вика за бубрезите. На диализа мислите? Ете, тоа е тоа. А иначе што се Дали еве според вас е неопходна и поголема едукација за здравото население за да се спречат? И те како мораме ние самите, ако не се грижиме, нема тука како се вика. Така, благодарам за одговорите и учеството. Секако на светскиот ден на бубрегот, совршен момент е меѓу другото и еве да зборуваме со вас околу тоа дали доволно се врши едукација и се создава свест за сопственото здравје, конкретно еве и за бубрежното здравје, колку еве граѓаните се упатени да прават превентива, односно да одат на редовни прегледи и секако да се грижат за своето здравје за да не дојде до по-комплицирани и по-фатални последици. А особено светскиот ден на бубрегот е посветен на сите пациенти кои што имаат бубрежни заболувања и се навистина изложени на големи предизвици. Добар ден. Добар ден. Повелете ве, слушаме, во Црвена линија сте. Благодариме, вака се. За бубрежно болни, значи, треба едукацијата превентивно, значи пред да се заболат. А после кој ќе заболува више касно е. Тоа значи само се санира, се лекува. Човекот пред мене убаво рече. Значи претежно и Шведска и овие други што беа планински земји така да пијат многу лош квалитет на вода. А тоа е претежно карпеста, подлога со седименти. Кај нас упорно се употребува хлорот. Хлорот е само средство за дезинфекција, ама во мерки кога нема да го претеруваат. Пошто калцификатите се таложат од хлорот. Сега, ова што е со донирање на органи, се убаво, тоа се прифаќа, значи се е така и во Германија, го знам системот како дело, како работи. Ама кај нас кој бре тоа ќе ни одговара, значи кој ќе не заштити од штетни последици? Тоа е крадење на органи. Еве имавме со ова од Струга, како тоа проиде случајот, уште се влечи. Не сме ние ќе станеме, ако ова, мислам вака, ако е во наше беззаконие, ќе станеме као Индија, као Пакистан, ќе ни крадат бубрези. Тоа така се случува, одиш по град и те киднапираат за 2 сата со све стоиш без бубрек. Ето, тоа е тоа. Значи треба да има некоја заштита за тие работи. Така, благодарам за вашите одговори на што го споделевте со гледачите на Црвена линија. Секако останете со нас и
очекуваме да слушнеме и други гледачи кои што, ево особено оние кои што се пред секојдневен предизвик, бубрежно болни пациенти или биле некогаш, се разбира еве да ја споделат својата приказна и своите одговори и особено еве да дадеме и одговор колку како држава се трудиме да едуцираме, односно подобро да спречиме отколку да лечиме и дали сметате дека нашето здравство доволно се грижи за бубрежното здравје на граѓаните. Добар ден. Добар ден, убав ден ако сум на линија. Секако во црвена линија сте, повелете. Благодарам. Ајде да го кажам својата размислење. Прво, нашето здравство многу врши едукација граѓаните, да речеме несакана е последица дека некој, да речеме сообраќајка, да се било што на некој начин ќе почине, да е тие органи да не се искористат, да не се дадат за некој друг. А со тоа фактички тој кој починал нема да биде починен, него дел од неговото тело ќе живее во друго тело. И услов да биде, значи донаторот, фамилијата да знае на која особа, значи органот е даден и да се гордеа дека се додека го гледа тој човек е жив, значи нивниот да речеме починат буквално, значи ќе живее во тоа тело. Но не се слагам, претходниот рече дека се крада, се продава, не знам што. Тоа од секогаш ги имало тоа, значи дури таа жолтата куќа имаше во Косово, Албанија и така натака, значи тоа било и ќе биде пак ќе се прави. Меѓутоа на некој начин треба да се едуцираат, секој еден да бидеме даратели. Јас лично за себе ќе кажам, некогаш со мојот матичен лекар разговарав, дали ја можам да бидам, сакам да бидам. Вика твојата возраст вика не дозволува, значи ти си премногу во вика, али иначе добро е кога би сите така размислувале како што ти размислуваш и тој вика да имаме многу повеќе да. Затоа што имаме преку 100-200 колку се. Благодарам многу и вам за одговорите. И секако имавме гледач кој што еве се постави прашање зошто би постоел светски ден на бубрегот. Всушност светскиот ден на бубрезите се одбележува секоја година и тоа во вториот четврток во март месец. А во далечната 2006 година на почетокот на овој празник 66 земји го одбележале овој датум. За 2 години овој број се искачил на 88 земји, а светскиот ден на бубрезите во една заедничка иницијатива на Меѓународното здружение за нефрологија и Меѓународната федерација на фондации на бубрези. И овој празник има за цел да ја подигне свеста за состојбите на бубрегот. Иако многу од нив се лекуваат, тие се споредна медицинска грижа за поголемото население. Дали ви се чини дека здравството во нашата земја доволно се грижи за бубрежното здравје? Дали сметате дека доволно се врши едукација и секако се укажува и на превентива? И дали би донирале бубрег со оглед на тоа што со години зборуваме и за подобар трансплантацијски систем, зошто сме и прашуваме и на европското дно по донации на органи? Дали тоа се уште е табу тема кај нас? Како што рече една од гледачките. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Има некој на линија, но најверојатно денес, не знам дали не е доволно намален тонот на ТВ приемникот, јас навистина ве замолувам, тоа е основно, единствено и главно правило, технички аспект за учество во контактната емисија Црвена линија. Така да нема да можеме да се слушнеме добро доколку тоа не е направено. Добар ден. Викам, се слушаме? Да, веќе е подобро, повелете. Ве слушаме, повелете. Да. Се извинувам, па вака се би рекла, нели покрај многу години знаеме дека некако бубрегот малку е, да речемете, незапоставен, да речем, нели повеќе срцете, така, други работи. На сега би рекла, зашто интересува како една мистерија, да речеме бубрегот, од нутриционистички аспект, за жал кечам доста млади имат нели проблеми, посебно кечам во Македонија вака како разгледат, значи ме според доктори, има многу камен во бубрек би рекла. Значи многу тој проблем го има во Македонија најчесто да речем започнува. На сега би рекла од една фармацевска гледна точка ако земете вака лекови. Значи ме купило лек, скоро секој вика ако имате проблем со бубрек, нели да се пази. Значи збориме дека скоро секој лек прави некој проблем на бубреците. Затоа реков треба значи да се пази со какви антибиотици. Значи бубрегот како
Орган е многу нежен, би рекол. Сега би рекол, нели, еве за водата имаме многу вода, знаеме што би се рекло тврда се вика таа или многу, нели, со бикарбонати. Значи таа вода, нели, предизвика вакви работи кај бубрегот, би рекол. Реков, значи повеќе, да речем, треба течности, нели, не солена храна, зборам самите луѓе, но и здравство треба што се вика малку да ги обучи луѓето, значи која храна, нели, делува на бубрегот, која не. Не би рекол, мислам, тоа е најраспространето кај нас, значи, еве, дека статистика, дека стварно има премногу камено бубрeg. Че зборам, еве, нека се јават, нели, нефролози, дека тоа е, за жал, мислам, у Македонија, така, посебно Скопје, голем проблем. Сега збориме, нели, треба некоја вода, како речеме, за пробам вода, значи, пошто скопската вода е стварно многу тврда, би рекол. А треба, значи, збориме, еве, доста супи да се јадат. Така, благодарам многу за вашите одговори во Црвена линија. Останете со нас. Досега можевте да слушнете ни за различни, нели, толкувања, одговори, но и секако искуства кои што ги споделија гледачите кои што досега се вклучија во Црвена линија. Секако и понатаму продолжуваме со вас. Добар ден. Еве, добар ден. Повелете. Искористив термин да влезам уште еднаш во емисијата. Драго ни. Така, и да продолжам за тоа дека навистина не сме едуцирани доволно и поготово ова, не можам да кажам религиозна затупеност, ајде, ќе го кажам и тој збор, дека ние ќе го оскрнавиме нашето тело. Кој е наше тело после смртта? Тоа е веќе мртво тело, што може да се искористи некој орган од него. Јас сум секогаш за. Јас имам деца во Холандија. Они само што се зедоа, млади, веднаш напишале оставнина на органите ако нешто им се случи. Донација. Ништо не им е тоа страно, ништо не им е тоа чудно. Напротив, таму толку иде тоа. Тоа е нормално. После смртта да ги донираат органите. Тие не се потребни после смртта. Човекот после смртта е мртов. Не функционира. И ова дека кај нас, стално кај нас е нешто посебно. Не, во цел свет, како што вие напомнавте, толку многу држави го одбележуваат овај ден на бубрегот. Значи, навсекаде е проблем со бубрегот. Не е само кај нас. Ви се чини ли дека ви доволно едукација се врши во нашата земја околу грижата за бубрежното здравје? Па дали, мислам дека не. Имаме добри доктори. Така, благодарам многу. Секако сте добре дојдени повтор пат. Ова важи и за сите останати гледачи кои што може би сакаат нови 90 секунди. Инаку, хроничната бубрежна болест, како што посочуваат од Сдруженијето Нефрон, е тивка пандемија на 21. век, зашто се предвидува дека до 2040 година ќе стане пета водечка причина за предвремена смрт кај населението. 1 од 10 возрастни лица имаат некоја форма на бубрежно оштетување. Скоро 90% од луѓето кои се соочуваат со хронична бубрежна болест го игнорираат нејзиното постоење. Добар ден. Бог на помош Македонија. Добар ден, господине Тале. Па дали доволно здравството се грижи за бубрежно болните пациенти и дали доволно се врши превентива и едукација на населението за да се заштити од ваквите болести? Дека до некаде така се врши превентива, се укажува, но по многу вакви емисии телевизиски има доктори, лекари укажуваат, но мислам дека какви ние такво здравство, каков народ таква држава. Ако имаме народ свесен кој се грижи за своето здравје, а како викаат дека секој човек најдобар лекар е сам кон себе си. Ако не си бери гајле за своето здравје, учи ако ќе му биде тешко, нема да му биде крив лекарот, нема да му биде крива Македонија, сам бил надговорен кон своето здравје и сега ако го боли заради него. Сега јасно дека има одговорност и самите лекари, персонал треба да си вршат својата работа за кои се платени, имаат хумана човечка должност да спасуваат живот и да лекуваат луѓе, но јас би рекол и во друга смисла, она што го повторувам, само ќе го кажам и сега. Здравство ќе имаме подобро, кога ќе имаме чувство како народ за свое. Пари требаат за се, за поквалитетно здравство. А пари ќе има во здравство кога ќе купуваме македонски артикли, кога ќе има зголемен број вработувања и платени придонеси за сите нови вработени и за вработените. Придонеси за здравствено осигурување. Ако не купуваме македонски артикли, ќе нема
Ке подсетам, внимавајте на тајмерот. Големо благодарам и вам за учеството во Црвена линија. Продолжуваме сега со вас. Ке подсетиме дека урологија се реновира. За одржување на системот нема средства, но за реновирање секогаш се наоѓаат. Инаку со години во земјава се зборува и за подобар трансплантацијски систем. Она што секако ве прашуваме е зошто сме на европското дно по донации на органи и дали според вас пациентите и се жртви на нефункционалноста на здравството, дали здравството според вас доволно се грижи за бубрежно болните пациенти и воопшто за бубрежното здравје кај населението кое што опфаќа секако и на време на едукација и превентива за да не дојде нели до последици фатални по здравјето. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме во Црвена линија. Да, повелете. Виде, ова е добро за донација после смртта, да секој човек да се согласи да ги донира, затоа што чим отишол на таа страна, више не му треба ништо од органите. Но што правиме, дали има заштита за луѓето, што се прави злоупотреба. Еве, например, тој во Кичево кај беше, што вадеше матки, јајници, бубрези, кој може да гарантира ќе го легнат за едно, ќе му извадат друго. И еве тие 10 души што ги однесува, кај ги однесува во жолтата куќа, од Тетово, тие жените што протестираа, што ги бара, и денес не ги најдо кај се. Тие ги однесува, таму му извадо све што имаше бубрези, им требаше за некој, и фрлија, кој дека ги фрлија. Заштитата е многу битна. Да не сме човек да се чепни без цел тим лекари да знаат што се случува. А не му текнало на некој, ама знаеш ова не ти чини, ова ти чини, чека да отвориме, ќе го пиенат, ќе му ги извадат, ќе ги стресат целиот, ќе го закрапат, ќе го ставнат све, бубрек ќе тера. Тој не ќе знае дали му е изваден или не му изваден бубрегот и нема ни досети. Тука е проблемот за злоупотребата. А му треба да некој што има многу пари, ако треба 20 души ќе поништат, за да ваѓаат бубрези да го спасат некој си тамо што е горе. Тоа е тоа, проблемот е во злоупотребата. Иначе донацијата е добра работа, кој размислува. Така, благодарам многу за учеството во Црвена линија. Сите, драги мои, ќе ве потсетам задолжително и да кликнете на telma.com.mk секогаш кога сакате брзо, ефикасно и квалитетно да сте информирани. И ве препорачувам и да се задржите на насловот, денешниот наслов, а тоа е дека најмладиот пациент на диализа има 15 години, највозрастниот 90. Денес одбележува светскиот ден на бубрегот. Бројот на пациенти кои имаат потреба од бубрежно замастителна терапија, како што се хемодиализа, бубрежна трансплантација, се зголемува во државата, а во државата хемодиализа е најзастапена како таква. Дали сметате дека здравството доволно се грижи за бубрежното здравје на граѓаните, не само на оние кои што нели се бубрежно болни пациенти, туку пред се и во однос на едукацијата и превентивата со која што треба да биде опфатено населението за да се намали нели процентот на заболување. Се со цел навремено да се детектираат оние проблеми кои што и можат да се детектираат навремено. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот, ве молам. Па видите, не сум збора некој или не? Не, веќе сте вие, повелете. Па видите вака, здравството се грижи онолку колку што може. А ако земеме дека трендот на нашето здравство опаѓа, мислам, место да оди во нагорна линија, бидејќи техниката постигна понатаму, ојде понатаму, со електрониката напред, со сите работи, а ние едноставно во многу случаи не сме во можност да му поможиме да му се поможи на пациентите. И јас сум еден потенцијален пациент. Секој еден е од нас потенцијален пациент. Никој не знае што ќе го снајди утре, дали ќе му најдат бубрек, дали джигер, дали плуќа, дали било што. Меѓутоа, здравството е такво како што е. Најдобрите асоциации ни бегат настрана, ни одат настрана, така да
ние колку и да сакаме да му поможеме на некој си што еве му се потребни после од кој ќе одиме кај манито онаму, значи ако сакаме да му поможеме на некој, меѓутоа ете нема кој да интервенира. Се помалци имаме сушњаци кои што можат нешто да направат. И само во неколку болници е тоа, не е. Благодарам многу за вашите одговори. Продолжуваме сега како гледачите, односно вие, драги мои, имате предност, па да видиме какви одговори ќе добиеме понатаму. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Овде Ајановски Ташо. Господине Сашо, дали државата, здравството доволно се грижат за не само бубрежно болните пациенти, туку и во однос на превенција и заштита на граѓаните од бубрежни болести? Дали здравството доволно се грижи за бубрежните здравје со 10 и ко студентска, како на испит, како да кажам, ние не можеме без нив и они без нас. Затоа они се најхрабрите луѓе во медицината. Толку може да кажам ја. Дали вие би донирале бубрек? И па ко шекераш, дал може? Така. Останете ни во добро здравје, ако е тоа се што имате. Иначе ја идам за бубрежно тие работи. Добро, еве, дали сте задоволни со оглед на тоа? Многу, па затоа реков 10. 10 во ред. Имате ли уште нешто да додадете, бидејќи имате некои 17 на секунди? Па на докторите им пожелувам све најубаво и нивно здравје, па пред се нив, па и нас. Така, благодарам многу и ви посакуваме и ние во името на нашата редакција добро здравје. Ке подсетиме дека бубрезите се комплицирани и неверојатни органи кои вршат многу основни задачи за да не одржат здрави. Главната работа на бубрезите е да ги отстранат токсините и вишокот вода од нашата крв. Бубрезите исто така помагаат да го контролираат вашиот крвен притисок, да произведуваат црвени крвни зрнца и да ги одржуваат вашите, односно нашите коски здрави, приближно со големина на една тупаница. Бубрезите се наоѓаат длабоко во стомакот под ребрата. А ние во црвена линија во светскиот ден на бубрегот ве прашуваме дали здравството доволно се грижи за бубрежното здравје на граѓаните. Добар ден. Добар ден. Повелете. Абе, здравството се движи, добри се и докторите, меѓу ние како муштери и на тие доктори, ние сме малце заебани луѓето, не одиме по нивните терапии, да одиме по нивните терапии ќе биде се окей. Зошто е тоа така, еве, зошто не сме дисциплинирани во однос на своето здравје? Сите се правиме доктори на некој начин. Сите се правиме доктори на свој начин. На тој му требал да пие тој тамјан да пие, тој друго да пие, овој не ги слушаме докторите. Доктор да го слушаш и редовна контрола, ја мислам дека нема да има толку заболување. На секоја сцена, дали е за срце, дали е за бубрек, дали е за желудок. Според вас, еве, како најдобро да се допре до свеста на граѓаните да почнат да се грижат за своето здравје и да ги слушаат докторите, како што велите? Нема свест. Еве, грип провладе, секој си пие на своја рака. Некој пие теухал, некој пие бронлес, некој пие аспирин. Кој како му текне, бе, докторот ти вика тој, крај. Еве и ова ни анкетно прашање, дали вие би донирале бубрек? Па ако би потребал, пошто сум јас крвозносител, ако би дал, зашто да не? Да се спаси човечки живот. Така, благодарам многу за одговорите. Останете си како со нас. Продолжуваме понатаму, верувам дека на 02-307-005 имаме се уште гледачи. Добар ден. Дали се слушаме? Еве, што се издвојуваат како 8
златни правила на превенција. Тоа значи да се биде во форма, односно се остане во форма, да се биде активен, да се јаде здрава храна, односно се внимава на исхраната, секако и да се проверува и контролира шеќерот во крвта, исто така и проверка и контролирање и на крвниот притисок, соодветен внес на течности, да не се конзумира алкохол, да не се пушат цигари и секако да не се земаат редовно антиинфламаторни апчиња против болки без рецепт. Секако да се проверува бубрежната функција ако има еден или повеќе од факторите на висок ризик. Како и да е време да ги провериме и соопштиме резултатите од денешната Instagram Story анкета. На прашањето дали би донирале бубрек, имаме интересен резултат. Скоро близу, односно изедначен, со да одговорија 55% од оние кои што не следат на Инстаграм и со не одговорија 45%. Ве префрлам на рекламите, а потоа се гледаме во студио јас и вие. Почитувани мои, овде е крајот на ова денешно издание на Црвена линија. Благодарам многу, бидејќи токму сте вие тие кои што го креирате секое едно ново издание на Црвена линија. Верувам дека и тоа ќе биде така и во утрешното. А сега никој како Ненад и Ката, јас со нетрпение чекам да почнат, бидејќи мислам дека се исклучително важни за подобро здравје, бидејќи со нив иде и подобро расположение. Точно. Така е, точно. така. Што се зачита, кога ви се Ненада? обраќам, зашто ве оставам како немени некако? Што е работа? Затоа што многу ти се добри овие одјави најави, Бетина. Така е. Добро, што добро ни нудите како гледачи, бидејќи јас сега и гледач ке станам по Еве јас го гледам албумот на една од нашите гостинки, да, најавува нов, нек се редат, ќе зборуваме за музика, ќе пееме, а и ќе зборуваме за најразлични интересни теми. А и ќе еден час. забавуваме со игри. Така е. Ти на